Почитувани, инсистирањето на ВМРО-ДПМН за заштита на јазикот, идентитетот и историјата резултира со конвенција од Германија и други земји на Европската Унија. Проблемот кој останува е Бугарија. Потребно е покрај земјите членки на Европската Унија и Бугарија да имплементира барем 3 пресуди од Европскиот суд за човекови права за правата на македонците во Бугарија. Разликата е јасна. СДС прифати уставни измени по бугарски диктат. ВМРО-ДПМН побара гаранции за Македонија. Ковачевски, наместо да го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН за национално единство и да се тргне во остварување националните интереси, тој игра за Бугарија. Колку е полоша ситуацијата за Македонија, толку подобра за него. Тоа е мотото по кое се води премиерот Кираџија. Од тука легитимно прашуваме зошто Ковачевски не сака гаранции за националниот идентитет? Какви се неговите концесии и кон кого? Иако Ковачевски молчи, молкот кај СДС сепак е нејасен. Една недела растураа пердови, а сега не смеа да кажат кој предлог го прифаќаат, па наместо нив зборува ДУИ. ДУИ прави пазар од делење на функции, лицитираат и со неговото место, а и едните и другите забораваат дека тие не одлучуваат ништо, туку народот на избори е оној кој дава и зема. Го разгласивме и СДС и ДУИ. Народот виде дека тие ништо повеќе не одлучуваат. Се виде дека нема да има уставни измени под бугарски диктат и дека СДС нема мнозинство. Ако има, одамна ќе ги ставеа во собранието. ВМРО-ДПМН ги извади на површина сите. Очигледно е веќе дека и СДС и ДУИ се борат само за власт, ниту за Европската Унија, ниту за заштита на националните интереси, но ВМРО-ДПМН, за разлика од нив, подава рака за национално единство. СДС да избере еден од двата предлога за Македонија да тргне напред. Првиот е уставни измени со одложено дејство и преодна влада без ДУИ, а вториот брзи избори, а потоа поддршка од партијата која ќе биде опозиција на влада за барање гаранции и пакети финансиска помош од Европската Унија. Време е Ковачевски и СДС да одлучат Македонија или ДУИ. Ви благодарам. Прашања? Благодарам.